За мене представува ова одлична можност да се докаже правдата. Преку овој процес, заедно со бранителите, ќе го разобличиме целото обвинение, преку кој што ќе кажеме која што и ќе докажеме која била конечната цел, за да вака се конструира и подготви еден ваков процес, токму во времето кога Зоран Заев го води проектот Вистината за Македонија со политичките бомби. Како е целото тоа конструирано, се со конечна цел, апсолутно на секој можен начин Заев да биде спречен, заради тоа што постоеше сериозна решителност, а граѓаните тоа го знаат до самиот крај, за разобличување на корумпираното и криминално владење на режимот во тоа време, но и за спрегите на поврзаност на извршната власт со јавното обвинителство. Ние веројатно во постапката ќе побараме снимката јавно да се објави. Право е на судот дали тоа ќе го каже. Јас сакам целата снимка конечно граѓаните да ја видат и со оние два прекини за да може да биде комплетно тоа за кое што бев јавно шиканиран и буквално омаловажен на секој можен начин. Стигна вест од Грција дека бараат во однос на споразумето промена на уставот. Вашиот став беше поинаков. Кој е вашиот коментар? Како стигна вест, тоа го барат веќе неколку месеци. Јас верувам дека треба да се додржиме до она што меѓународната пракса го познава, а тоа е меѓународни договори, ратификација во парламентите, гласање во Обединетите нации, резолуција во Обединетите нации. И тоа е најсериозната гаранција за Република Грција, заради тоа што било што да барат дома да се смени, тоа е домашно право на организација на ова наша земја. Јас сериозно ќе слушам сите аргументи во преговорачкиот процес, давам шанса на се. Знаете дека за нас црвените линии се буквално светлина во мракот, од кој што сакаме Македонија да излезе на својот пат кон интеграциите во НАТО и во Европската унија, но промената на било што во Македонија не значи трајна гаранција за граѓаните на Грција, заради тоа што се што се мени може да се поврати назад. Многу е важно да го практикуваме тоа што целиот свет го знае, а тоа е меѓународно позната пракса на решавање на вакви спорови. И тогаш останува вековиште, тогаш останува за вечност. Јас сум убеден дека преку ваквите пристапи, водејќи грижа, колку тоа е важно за граѓаните на Грција, очекувајќи да водат грижа политичарите колку тоа е важно за граѓаните на Македонија, изнаоѓањето на вакво решение кое што би било трајно, можеме и да го најдеме решението на спорот кој што го имаме со Грција. Пишувањето на Катимирини дека е постигната согласност за 3 поглавја околу спорот за името. Не, јас кажав каде сме поприлично заокружени или сме абсолвирани по прашањата, а тоа се иредентизмот и го знаете тоа со чекорите кои што ги презедовме од страна на македонската влада, а тоа е јасно изразениот став на промена и практично спроведување на промена на името на најголемиот автопат во Република Македонија, од Александар Македонски во пријателство и на националниот аеродром, односно Скопскиот аеродром од Александар Македонски во меѓународен аеродром Скопје, и сите постапки правно и практично спроведени навистина придонесуваат кон отстранување на било какви иредентистички појави. Во иднина разговарано после можен договор да се формираат две работни групи кои што ќе ги проверат учебниците на двете страни, за да не оставаме некоја трага незгодна кај младите генерации кои што учат низ учебници, туку да негуваат пријателство наместо непријателство или било каков иредентистички однос.